Зборува глас од Македонија. Зборува глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот навечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонода со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. Навистина, Македонија не само што е богата со руди и со природни богатства, туку богатата историја, култура, наука, традициите, преданијата и што ли уште не. Затоа и целта на радиопрограмата Глас од Македонија нека биде огледалото на македонството. Вечерва повторно сме, почитувани слушатели, со вас, каде со детското катче, вистински настани како преданија, со вистинската историја на Македонија и македонскиот јазик, па и за љубителите на поезијата, ќе ја прошараме нашава емисија. Нека засвират свирачите, а Добри Ставревски запее со својата песна, со која ви го честитам денешниот наш македонски православен празник Свети Преображдение. Zaboravam sve što me mači, pari će platam, tebe pozlatam, par malku radost da si vratam. Igram i pejam i te se smejam na ovoj život što god živejam. Igram i pejam, temu se smejam na ovoj život što god živejam. Ovaja večer ja se te plavam, život od kratkog neće go vratam. Celiog vek ja teško go prvam i mnogo maki vorne go trgam. Igram i pejam, temu se smejam na ovoj život što go živejam. Igram i pejam, temu se smejam na ovoj život što god živejam. Najludi noći, igram i pejam, temu se smejam na ovoj život što go živejam.
сега и за нашите најмлади слушатели. Драги дечиња, здраво! Вечерва ќе одам со нова легенда што самата Ангелина Маркос ви пишува, а јас тоа ќе го презентирам. Да отпочнеме. Легендата ни зборува дека само боговите биле обдарени со знаења. Луѓето живееле во мрак, во темнина, при очи светло не виделе. Еден ден Прометеј го украл огнот од боговите и им го предал на луѓето како тајна за просветлување. Тоа не бил обичен оган, туку бил ум, знаење и писмо што се ширело како пожар во душите на луѓето што се просветиле. Оттаму и македонскиот збор просвета, што стотици милиони луѓе го употребуваат за образованието, за учените со светол образ. Зевс се наљутил и го казнил Прометеја за огнот. Го закувал на кавказските карпи и орел секојдневно му го колвал црниот дроб, кој ноќе се обновувал за да продолжи со мачењето. Потоа дошол Херакло кој го ослободил Прометеја од смртните маки. Светлината останала во Македонија за да биде света земја и македонците да се нарекуваат свети луѓе, да ја шират светлината по светот, просветлувајќи многу народи со Александровите походи и ширењето на православието од Библијата. Учените луѓе од Македонија и во денешново време, како многу способни луѓе се барани по сите континенти. Од давнина низ Македонија на карпи, на печати, на плочки останале пораки во вид на знаци, символи, цртежи и писмо. Останале траги од школи, учители, ученици, следбеници. Ние сме потомци на тие славни македонци. Многу одамна македонските школи биле на глас низ целиот тогаш познат свет. Тоа биле гимназиуми, како сегашниве гимназии за општо образование. Тоа биле лицеуми, како воени училишта за племството. Симпозиумите се организирале за научна расправа со дискусија. Како и сега музеите ја чувале инспирацијата за творештвото во уметноста. Сите тие школи Аристотел ги обогатувал со библиотеки во секој град. Имал своји ученици, соработници, следбеници, еден комплетен образован систем, како што е и денес во светот. Сите овие Аристотелови школи ја имале царската поддршка на Филип II и Александар Македонски. Затоа македонските школи ги сретнуваме покрај царските палати. Царот во Македонија секогаш бил најучениот човек, а научникот, филозофот и лекарот секогаш биле царски луѓе. Тие заедно се дополнувале, градејќи логичен метод, вистинит и траен. Факелот на огнот не осветлувал патеката во спорот, туку духовната патека на знаењата, стекната ни школите во Македонија. Цената на просветувањето ги отплатила маките на Прометеј, откако просветувањето го прифатиле македонците. Горчливи се корените, но сепак сладки се плодовите од образованието, рекол Аристотел. Драги дечиња, ќе завршам за добра ноќ и пријатен сон за вас со една мудра мисла на Ангелина Маркос. Таа вели: ако кралот Филип II и Александар III Македонски, кога ќе наумеле да изградат град, прво ќе најделе лице, но да биде со ум, и ќе направиле лицеум. Така и вие, драги дечиња, вашиот најдобар пријател е книгата. Затоа посветете се на книгата, за да бидете и вие едни од тие славни македонци. Добра ноќ, драги дечиња. Ало, амбуланта, овде кај е Дара, не среќаш
Од вистинските настани како преданија, а истовремено и како што велиме верувале или не, вечерва ќе ја раскажеме приказната за Марија Илиева од Штип, а подоцна опеана во песната Марие, млада невесто. Ова млада девојка, родена во 1883 година во Штип, која е ќерка на едно од чорбаджиските семејства, убавата црнокоса Марија ја загледала еднаш пашата како оди низ Штипската чаршија и наредил по кратко време да ја грабнат од нејзината куќа, баш тогаш кога никој не бил дома, освен самата таа. Доаѓа нејзината мајка дома и куќата ја гледа празна. Веднаш и дошло на памет она што се шушкало низ градот дека пашата и фрлило око на неја. Не знаела што да прави сиротата мајка и веднаш се растрчала во куќата на нејзиниот роднина кој бил со гости, негови другари дома. Целата избезумена, расплакана им кажала што се случило, така да тие веднаш отишле во куќата на пашата, но не можеле да ја вратат назад истата вечер. Се собрале голем број народнини и штипјани и по една недела, кога пашата бил одсутен, ја вратиле Марија назад. Но не дома, туку ја сокриле во црквата Свети Никола во Штип. И при сите претресени зградот што ги направил пашата, се било попусто во тие денови, зашто Марија, иако према православните христијански закони, женско не сме да влезе во олтарот, а турците тоа го знаеле, така да се нашол некој си шпиун, штипјанец и му кажал на пашата каде е. Порече си 7 до 10 денови, пашата веднаш ја зел од црквата и уште ноќта го напуштил градот и заминал во Турција со Марија. Долго време поминало, а ништо не знаеле за Марија. Некаде по Првата светска војна добиле писмо во кое било опишувано на турски јазик. Двајцата браќа на Марија, кои веќе биле полнолетни, отишле кај штипјани од турско потекло за да им кажат што пишува во писмото. Така почнале редовно да се допишуваат. Некаде околу 1925 до 1930 година, Марија, која не си го променила името, а живеела со пашата и двете деца во Измир, на синот побарала од пашата да го нарече Колјо како нејзиниот брат, а додека пак ќерката добила турско име. По Втората светска војна, а посебно после 1963 година, кога председателот Тито ги отворил границите, многу од турското население од Штип оделе во Измир, каде нивни роднини кои претходно биле иселени, носејќи поздрави од најблиските на Марија, а таму таа ги дочекувала, а живеела во вистински раскош во голема куќа. Меѓутоа, тогаш веќе пашата бил умрен, а Марија и таа во возрастни години. Нејзината желба била пред нејзината смрт да оде да си го види својот роден град Штип, така да една година пред нејзината смрт го посетила родното место. Во чест на нејзиното име и самата Марија, граѓаните од Штип и испеја песна за нејзината судбина Марие, млада невесто. She
Sveta Sofija, ja saham verata. А сега повторно со рубриката Запознайте ја вистинската историја на Македонија и македонскиот јазик. Со вас е и вечерва Одисеј Белчевски. Денес ќе зборуваме за потеклото на важни и универзални зборови, што денес се дел од сите европски јазици. Ова е од голема важност, затоа што нивниот вистински корен го означува потеклото и ги најдва овие зборови, оригиналните зборови, во македонскиот јазик. Западните лингвисти, со цел да ја сокријат вистината, направија и воведоа неточни факти и ги поврзаја овие значајни зборови со грчкиот и латинскиот јазик. Ке започнеме со најзначајните зборови или титули што мораат да имат практично објаснување. Во јазикот воопшто се поврзува со секојдневниот живот. А и самиот Платон во неговото дело Кратилос од 6 век пред нашата ера се изјаснил. Сите тие зборови кои што не можеме да ги објасниме и најдиме потеклото на нив, ќе го најдиме нивното значение и извор кај варварите, тоест македонците пелазги. Почнуваме со Хомеровиот збор Василае, кој што се наоѓа во формата Василео, Василеос, и од тука потекнуваат имињата Васил, Василка, Василица и така натаму. Ако побараме етимологија во грчкиот јазик на овој збор, етимологија нема. Само кажува дека Василео, Василае, значи крал или нешто што е кралско, на англиски ројал. Ако пак погледниме во Хомера и го најдеме зборот Василае, тука гледаме дека постои основниот корен сила. Во сила и се поврзува со основата силен, во сила. А тоа е кралот, тоа е ројалти, тоа е особата, сушност човекот што е in power на англиски. Во Хомера постои доказ со македонското потекло на зборот силисе или сили, силиси. А значението му е на англиски to enforce или да се владее од најсилниот, со сила. It also means in English to overpower. Ова многу блиску се споредува со македонскиот збор сила и сили. Во старите времена царевите биле силни. Денес го имаме и самиот збор asylum на англиски, а напишан е asylum. Во македонски имаме силум и насилум. Тука имаме силум, а се разбира е едно од најстарите форми за негација, како што имаме во македонскиот, ние велиме што значи не. Овој збор Василае исто се поврзува со зборот власт, а спрема јазичарот Петар Скок, кој што се разбира е заминат пред многу години, во неговиот етимолошки речник, напишан и издаден некаде во 1979 година, го поврзува овој збор со старославјанскиот збор вас, што значи една заградена населена област под раководство или владење на известен властител или цар. Ке повторам, грците немаат потекло или развиток на зборот Василео или Василеос, што значи владател или на англиски king. Тие нема поврзување и со други зборови во грчкиот јазик. Ова ни кажува дека го позајмиле од македонците, а знаеме дека македонците имале цареви со илјадници години. Ова, спрема моето испитување, представува најголем удар на лажното представување
и објаснување на самиот збор Василае. Во етрускиот јазик, кој што бил најстариот јазик, меѓу најстарите јазици во централна и северна Италија, може овој јазик да се поврзи со етрускиот збор усила. Усила е всушност еден епитет за сонцето. Оти сонцето секогаш се поврзува со енергија, со сила, со сјаење и така натаму. In English, I will say a couple of words. The significant relation between the power of the ancient kings was associated with all-powerful sun, and it's reflected in the numerous symbols coined in the various coin currencies, the Macedonian currencies of ancient times, and of course includes the Macedonian flag and symbol, the symbol of the sun. Ке продолжиме со вториот збор, а тоа е зборот академија. Академија нормално сега денес е еден универзален збор кој што се употребува широм цела Европа, а се разбира и во други места на светот. Ако ја најдеме етимологијата на овој збор, што денеска ја смета дека е таа етимологија, дека како што кажува западните јазичари пак, тие ја поврзуваат академија, зборот академија, со некоја градина која што постоела во предградието на Атина. Како би можело академијата, што е нешто важно место, каде што се учи, каде што се мисли, се добива, на англиски се you receive knowledge, learning, да биде асоциран зборот со некоја градинка во Атина. Мојата етимологија вистински го кажува значението на академија. На старо, постаро, ние велиме каде, каде, на кое место, локација, што се поврзува со зборот дума. А дума денес исто го употребуваме кога нешто се мисли, кога нешто треба да се пронеди зошто и како. А тој доказ го имаме и во рускиот парламент дума. Кај русите имаме дума. А рускиот парламент дума потполно се подклопува во принцип со францускиот парламент, од францускиот глагол parler да се зборува, да се дискутира, или просто речено да се дума. Така да, ако оригиналниот збор бил академија, значи каде што се дума, каде што се мисли, каде што се решаваат известни проблеми и така натаму, тогаш ќе видиме дека дума, буквата U, а тоа е англиски U, се преобразува во и некогаш и во е. Ова е докажано, така да се вратиме пак на значењето, после ќе продолжам со другата реченица. Денес што е тоа академија? Академијата е место на учење, знаење, каде се мисли, така да речеме се дума, и како што кажав, буквата се преобразила од и во у или од у во и, а ова го докажува и познатиот руски лингвист Джейкобсон од Јакобсон, каде што кажува како се менува знакот, тоест буквата и звукот. Во грчкиот јазик не постои ни трага од зборот академија, а оксфордовите лингвисти морале да се измислат некако објаснување за зборот академија, пак ќе потврдно го изјаснале зборот како некоја си градинка во Атина, без да ни дадат објаснение каде е тоа воведено, каде е записано и така натаму. Продолжуваме со зборовите. Го имаме тука денес многу познат зборот Олимп, имаме Олимписките игри и така натаму, кој се смета дека е грчки. Грците немаат објаснување на зборот, а ако го читаме еден од најважните, најглавните од минатиот век, тој е лингвиста Ван Виндикен, тој кажува дека зборот Олимп, Олимбол или Олимбос, не е грчки збор,
тука е пелазijski збор со необјаснета етимологија, значи немаме објаснување. Спрема моите изучувања, овој збор е многу чист и јасен и го имаме зборот голем или голим, тоа е варијација од голем, голим, и Бож или Бог, што значи големиот Бог. А знаеме дека Олимпус е планината која што од секога се наоѓала во Македонија. Тоа го велат и старите географери, тоест тие луѓе што пишеа историја и што кажува каде се местата на Македонскиот полуостров. Продолжуваме со зборот практика или практикал или практис. Овој збор е прилично изменет од оригиналниот збор. Да нагласам дека зборовите никогаш не останува потпуно исти. Тие се менуваат во тек на времето со мали варијации, се менуваат со мали варијации во изговорот, но основното значење останува. Сега ќе го објасниме зборот практика или практикал. Во старо време знаеме дека се правело рачно со рака. Да речеме, тогаш немало или машини или така натаму, а луѓето работеле, да речеме, шиеле и така натаму, се си правеле на рака. А што е најважно? Во моето испитување во Хомера, јас го најдвам зборо пра и прај, а исто има варијација прајт, што е дијалектична форма на прави, на прај, или прае. In English, to do. To do. Во дијалектичкиот во македонскиот јазик имам исто дијалектични форми, праеш и прај. Ако го споредиме грчкиот јазик, гледаме дека to do на да праиш, да праи или прае, на грчки е накано. Накано, а се разбира нема никаква врска со глаголот пра или прајт. Тука имаме еден огромен, така наречен во лингвистиката, вербицид. Вербицид значи, го кажав во минатите емисии, всушност убиство на потеклото на известен збор. Ако лингвистите намерно, очигледно ја избегават етимологијата што е чисто јасна, тогаш тие во лингвистиката прават вербицид или пак да речеме убиство на зборот или потеклото на зборот. Во македонскиот јазик го имаме глаголот прајт. А исто така, што е многу значајно, се наоѓа во стариот француски јазик, кој што некогаш бил поврзан, се разбира, со македонскиот. Така да на старо француски прати, некаде запишан во 1400 година, има истото значение, а тоа е прајт. Прајт, to do. Сега што имаме? Тука имаме комбинација. Тоа што го прави раката. Значи прајт, рака. Али рака исто така има диалектична форма на раката. Што во кратка форма е ракта. Ракта, како што има во српскиот рука, тие имат рука наместо рака, у преоѓа во а, всушност нашето а преоѓа во у, како што има во пат или пут, и тие имат рукта, а ние имаме ракта, и ако ги поврзиме во една комбинација, добиваме праракта. Праракта е оригиналниот збор на практика. Ова се докажува дека во животот, во секојдневниот живот, се што можеме да направиме со рака е практично. Ако не можеме да го направиме, а тоа се враќаме назад во постарите времења, денес се разбира, имаме зборот се изменил, тоа што е практично, нешто што може да се направи на еден полесен начин. На англиски е doable, to be done by hand. I'm going to say a couple of words in English. We have to emphasize here, the hand is the most useful and tool of man. Whatever the hand can do, it's practical. На западните лингвисти ова не им годело, така да мораме да се изразиме чисто јасно, тие продолжиле со нивните вековни лаги.
Можда ова е нешто доста јако да го кажеме, ама тоа е вистината. И се гледа дека ја избегнувале врската со македонскиот јазик. А што е најзначајно од сите така наречени славјански јазици, кој се разбира основата му е македонскиот, од премногу илјадници години, во македонскиот се задржал глаголот дејствие праит или прае или да пра, како што се зборува и по селата дијалектички да напра. А ова е од големо значение и ќе продолжиме тука сега. Имам уште еден збор да го кажам, што е многу важен и припаѓа во полето на медицината. Тука имаме многу всушност важни зборови, али еден што е меѓу најважните тоа е зборот во грчкиот јазик јатро, што значи доктор или на англиски healer, значи тој човек што лечи, што има способност на лечење и така натаму. Во мојата потрага за потеклото на овој збор, јас прочитав една многу важна студија направена од доктор кој што се интересирал за лингвистика, каде што се прашува, тој самиот се прашува, и ќе кажам на англиски како тој се изразил, the Greeks may have the last word, but who has the first? The Macedonians? We're talking about the word iatro. Iatro is not a Greek word. Iatro goes back to the Homeric. It's an ancient Pelasgian and today still retained word in the modern Macedonian language, as well as other languages that still exist in the Macedonian Peninsula. I will read something in English to make this a little bit different. Interesting. The medical educational experience, enriched with the utility of the study of Latin and Greek, was the subject of much debate early in the 20th century. However, the question still remains, and this is, we're talking about iatro. Who was the first to develop and acquire the medical words, in particular iatro, in the title that we use today? Was this a natural development or course of events? We have to emphasize, morаме да кажеме, дека зборовите не се вадат така од небо, да речеме, тие се градат, се створуваат со еден процес што е поврзан со природата, процес што веќе е изразен како известен закон во природата, така да ако ги најдеме основните делови или мејкап на англиски од зборот, ќе објасниме чисто етимологијата. Ќе навлезам малце подлабоко овде и ќе кажам за етимологијата или потеклото на зборот јатар, јатро или јатрос, кој денес се наоѓа во грчкиот јазик, нема грчка етимологија, нема поврзаност со основни зборови, нема поврзаност ни со природата. Јатар е постарата форма на јатро и тука мораме да се вратиме пак на Хомеровиот јазик и да се вратиме во санскритскиот јазик, кој што е најстариот јазик на Индискиот полуостров. Ќе кажеме пак нешто на англиски. In modern times, human life itself can certainly be dependent on the knowledge and ability of a doctor. Doctors save lives. It'd therefore be logical to investigate and research for a possible connection of a healer or a doctor, iatar, пак употребувам истиот збор, to life. Not surprisingly, Sanskrit has the word life in the term for doctor. Sanskrit was written tongue again of the Indus Valley civilization. That was many, many thousands years ago. And supposed to be the oldest ancestor of the Indo-European. Во санскритскиот јазик за доктор се вели Ayurvedya, the one who knows the duration, the length of life. Така да тука го имаме ар, што е исто така корен од ра, и наедно се поврзуваме со сонцето,
А зошто се поврзуваме со сонцето? Затоа што светлината е основата на животот, со светлината се продолжува животот во, да речеме, и во бескрајност, се повторува, а без светлината нема живот. Дали ар е или ра е санскритски збор, досега јас тоа не го имам најдено, но сум сигурен дека е така наречен скитски или староруски збор ра, кој што е најден на една инскрипција напишана на камен. Тој се вика Лавот на Олбија во Украина или некојаш која била Русија, не е важно. И тука е запишан од еден многу важен лингвист, тој се вика Рабчиков, тоа му е, да речеме, презимето. Сергеј Рабчиков му е полното име, и тој кажува дека светлината на сонцето на староруски се викала Ра. Ра исто така се наоѓа и кај египјаните. Дали тој египетски оригинален збор, досега не можеме да докажеме, затоа што тие имат варијација на Ра, каде што имаме Амун Ра, имаме Амин Ра, исто така имаме ни Амен Ра. А Ра, се го кажав тоа минатиот пат, тоа е светлината, тука се поврзува со рај, со зрак, со зора и така натаму и така натаму. Но најважното испитување во врска со Јатар ќе го кажам сега. Кога ќе влеземе подлабоко во Хомер, ќе најдеме дека тука имаме зборови кои што се македонски по значење. Го имаме зборо итор. Итор значи итар. На англиски having abilities, having thinking power, значи човек што има способност, што може добро, чисто, јасно да размислува. Го имаме зборо итри, некогаш напишан со д, идри, што значи на англиски skillful, knowing, а најмногу овие зборови се застапени во македонскиот јазик ден денес, а постоја во Хомер. Па ќе се прашаме како можеле лингвистите, западните лингвисти со стотици години да не ги кажат овие многу значајни факти и поврзаноста со македонскиот јазик. Да продолжиме со зборот Јатар, Итар, Јатро. Еве зошто светците на фреските, тоест иконите во православните цркви, се нацртани со кутија лекови и со ореол на главата. Значи, светците биле исто и лекари. Се знае општо во науката, сонцето дава живот во бескрајност. Тоа дава здравје и сила. Во македонскиот јазик постои коренот Ра, а тоа е сончевата светлина, што се наоѓа во самите зборови. Рај, што значи на англиски heaven, зора, тоа е првата светлина на сонцето во наутрото, the break of dawn in English. Зрак, тоа е ray of light. Самиот англиски збор ray се спелува, се пиши R-A-Y, али првиот дел на зборот е Ра. Значи го содржи македонскиот корен Ра. Коренот Ра се најдува, не можеме да кажеме дали тие точно го наследиле од македонците или од, да речеме, од европјаните, да кажеме дека се наоѓа кај старите египјани, како што е Амен или Амун Ра. Тука Ра е врховниот египатски бог на светлината. И крајно, како заклучок, ќе кажеме Итар е основата на Хомеровиот збор Јатар, што значи лекар, на англиски healer, позајмен како Јатро во грчкиот. Овај збор ги содржи зборовите, да речеме, честички ити или иди, што значи coming, тоа што доаѓа, и Ра е sunlight, тоест сончлевата светлина. Тоа беше се за денес. Во идниот петок ќе зборуваме за друга тема, поврзана со Македонија.
И тука завршуваме, ке се слушнеме до идниот пат. Благодарам и пријатно. svega dalečna i veke toplina na druga dava, a mene studeni soni šta me mačat, kje me ubija, neka ni zorata ne me skoriva i ušte poveke me pravi tažna i svega jasno je denot što me budi, kje me poludi. Svirete ja zajdi, zajdi tiho poleka, mene mi je ta pesna, gledam sudena, čaša da je prepolna, me za dušu vara.
уште повеќе ме прави тажна. И сега јасно е денот што ме буди, ќе ме полуди. Свирете ја зајди, зајди тихко полека. Мене ми е таа песна, гледам судена. Чашата е преполна, не задушува. Душата е уморна и ме напушта. Чашата е преполна, не задушува. Душата е уморна и ме напушта. Свирете ја зајди, зајди тихко полека. Последните минути да ги искористиме со песна од мојата поезија. Како босоног патник од далечен пат ти доаѓам, земјо моја мила, и со твоите очи сини како небесен свод ги отвориш ширум твоите порти, за да влезам во одаите на твојот сарај. Доаѓа Македонио, ти со насмевка иако тажна, јас со окован збор, ти со милост, а јас со челична тврдост, да ги победиме твоите освојувачи, за да засекогаш бидеш господар, а јас пак во твоите прегратки вечен слуга, за да од твојата свеќа запалиме со илјадници свеќи кои ќе бидат звезди на патека, која пламенот да гори за тебе и кон тебе, мила моја татковино, со сите нас. Zeleni goro, kapki od ljubovi, zarosi zoro, zapej gorole, pesna od duša, vetar da zasviri, sveto da sluša. Izviši gorole, zdoberi zvezdi, svetlina snegogaš, zraci da redi, konov nikogaš, nema da gubam, kosike miluvam, Mike ja ljubam, ljubov da nikogaš, da ne ja gubam, kosi daj miluvam i da ja ljubam. Nema veke pesmi za solzi, side da se ljubovi, sveta sveti, stekoj da staka, sreknavo srekada si. Nema veke pesmi za solzi, side da se ljubovi, sveta sveti, stekoj da staka, sreknavo srekada si.
Нема веќе звезди за солзи, сите да се љубовни. Света свети, секој да сака, срекнаво среќа да си. Нема веќе песни за солзи, сите да се љубовни. Света свети, секој да сака, срекнаво среќа да си. Короле, короле, зелени корол. Се наближуваат и последните минути и од ова наше петочно издание на Глас од Македонија. Се надевам дека и овој пат се разонодувавте со песната и зборот македонски. Благодарејќи ви за вашето ценето внимание, слушајте не в недела од 6 часот навечер на брановата должина 101.3 FM, како и идниот петок од 8 часот навечер на YouTube. Вашиот уредник и водител Драгица Белчевска ви посакува добра ноќ и пријатен викенд.